Зборувам од место. Ќе бидам прилично краток. Многу работи се кажа и денеска. Јас да ви се извинам најнапред што не го слушав вашето обраќање денеска, имав службени обврски. Како и да е, факт е дека она што денеска го разгледуваме, значи како извештај од минатата година и кој што треба да ни даде насоки, односно требаше да даде насоки за 2022, а веќе 2023 е на прагот, дека нема да бидеме во можност да реагираме по одредени, веројатно, препораки. На почеток да ви го пофалам извештајот, затоа што, ете, како еден од ретките извештаи, мислам, можат да учат останатите институции како треба да изгледа еден извештај, за пратеници зборувам. Конкретно со резиме, со препораки, со наоди, со степен на реализација и така натаму. Нешто што не се случуваше во изминативе денови, кога ги гледавме извештаите и на обвинителството и на Советот на јавни обвинители. Веројатно тоа си има зошто е тоа така. Јас нема да должам многу, само сакам да укажам на неколку работи, односно на една работа, тоа е отсуството на волја кај власта, кај парламентарното мнозинство за борба со корупцијата. Сите зборуваме за борба со корупција, сите зборуваме за корумпиран систем, за штетите кои таа ги прави на општеството и на државата, па и на меѓународниот углед на државата, затоа што ако од една страна е важна борбата со корупцијата во домашни услови, од друга страна е важна и за во меѓународни рамки, затоа што, верувајте, не промени на устав, не било какви замајувања да се прават на јавноста, без интеграција, мислам дека сите сме согласни дека треба таму да одиме. Вас не ве доживуваме како дел од парламентарното мнозинство, односно ве доживуваме токму како борец против корупцијата, борец за правдата, и како таква очекуваме да ги сватите овие наши препораки тука, затоа што една работа е тоа што ние го кажуваме и секојдневно го изнесуваме на пресконференции, дали тоа вие го следите или не. Гледам во претходните одговори кон останатите колеги, рековте дека сте отвориле одредени процеси, односно случаи, и тоа е добро, што не е случај со институциите кои што, еве да кажам, се номинирани од страна на власта, односно на премиерот Димитар Ковачевски. Жално е што Македонија во моментов е на 87 место како држава, во ранг сме со Танзанија, со Буркина Фасо, тоа е трагично. Од нас се подобри дури една Белорусија и Источен Тимор. По извештајот што сте го доставиле кај нас, гледам дека најголем број на проблеми ги нотирате во секторите образование, органи за спроведување на законот, политички систем, земјоделство и здравство, а изненадувачки, не знам зошто е тоа така, сте напишале дека најмалку детектирани проблеми имате во секторот урбанизам. Може би така е, јас не знам, меѓутоа малце сум изненаден. Сте навеле дека имате утврдено 54 проблеми и нормално сте дале тука мерки и активности по кои треба да се постапува. И сега, согласно ова што сте го дале како извештај, викате најмногу активности се предвидени за 2021 година и сте ги набројале. Вработување, број на активности 8, а биле нереализирани останале 5. Од правосудството, многу симптоматично е, имате број на активности 9, а реализирани 7. Доста симптоматично, значи уделот на корупцијата само 2 ви остануваат нереализирани, односно се во тек во 2021 година, а за правосудството оваа година добивме оценка 3% доверба. И тука е доста симптоматично ова. Во делот на органи за спроведување на законот од 14 активности, дури 9 нереализирани. Во делот на земјоделието катастрофална состојба 11 активности, 10 нереализирани. И сега овие активности се префрлуваат секоја година од година во година. 2023 година треба да имаме 5%. Значи, уште 5% ќе ни останат за реализација, согласно овој извештај.
веројатно во новиот извештај што ќе го добиеме, ќе видиме дека нема да се 5, туку ќе се веројатно и над 50%. Зошто? Затоа што владата, реков, не сака реална борба со корупцијата. Устите им се полни на властодржците со борба со корупцијата, со владење на право и така натаму, а од друга страна гледаме дека сето тоа го саботира. И ова сте си го напишале во извештајот, каде што сте напишале дека е Министерство за внатрешни работи 0% реализирани, значи по проценти на активности, за здравство 0%, за земјоделство, шумарство и водостопанство 0%, информатичко општество и администрација 0%. Да не ги редам другите, убаво го знаете извештајот. Мене ме изненадува односот на министерот за здравство или на Министерството за здравство, кој да е таму надлежен, каде што вие тоа сте го нотирале, а при тоа нема никаква реакција од страна на власт. И тука ќе цитирам: во утврдениот рок не поднесува извештај со податоци за реализација на активностите за кои се носители, поради што ДКСК дополнително изврши проверка на нивните веб страници. Дополнително, Министерството за информатичко општество и администрација не делегираше представник за тркалезните маси на кои се презентира извештаите и се дискутираше за реализација на стратегијата. Значи, ниту извештаи ви доставуваат, ниту присуствуваат на тркалезни маси на кои што вие ги организирате. Министерство за здравство, кое што рековме има 0% според ова што сте го дале во извештајот. И сега за таа работа нема понесено никоја одговорност. Една работа е тоа што го кажуваше колегата Миле Левков пред малку, значи да се направат оние законски промени, друга работа е личната одговорност, дали некој чувствува за тоа одговорност. Една работа е репресијата, друга работа е менување на пристапот, односно преку системна едукација и укажување да секој свати на кое ниво е поставен и колку треба да биде одговорен пред граѓаните. Затоа што тој зема плата од граѓаните и тој е должен да ги чува сите овие, да кажам, законски одредби кои што му се наложени од собранието. Не може да се стави некој министер за здравство или службеник во тоа министерство над институциите и да не реагира. И за тоа да не носи никаква одговорност. Во однос на препораките, јас го поддржувам колегата Миле Левков и мислам дека председателот уште еднаш треба да ја размислите ова што го предложи колегата, да не се обидуваме да заобиколуваме преку разни форуми и така натаму. Мислам дека потребни се и законски измени како што ги наведе, затоа што надзорни расправи и така натаму сето тоа е во ред, ќе дојдат, ќе ги слушаме и ќе си заминат на крај. Значи мора да донесеме конкретни заклучоци од оваа комисија. Во делот, само ќе се задржам уште малку на делот на јавните набавки, што сте ги навеле проблемите, викате недоволен број на лица со соодветни квалификации и познавање на стандардите при дефинирање на технички спецификации. И тука ви недостига еден дел, каде што сте можеле слободно да напишете дека тоа е поради партизацијата. И таа партизација се повлекува подолг временски период. Проблемот 2. Недоволна транспарентност на институциите и низок степен на интегритет на вклучените лица во спроведување на јавните набавки. Низок степен на интегритет, тоа значи луѓето крадат. Крадат. А викаме дали е тоа, дали е надминат проблемот, викаме не е доспеан. И веројатно нема ни да биде доспеан во наредниот период. И сакам само да се задржам малку на Министерството за внатрешни работи, што го тангирате. Имате наведено два проблеми тука кај Министерството за внатрешни работи. Првиот проблем е дискреционите овластувања на одговорните лица и нетранспарентност при вработување и унапредување во МВР. И тука тоа е проблем од 2021 година. Напишано е дека ќе биде реализиран во првата половина на 2022 година. И донесено е законско решение, меѓутоа какво законско решение? Не знам дали во новиот извештај тоа ќе го опфатите. Меѓутоа треба да знаете дека тоа не е согласно препораките на ГРЕКО, иако ова парламентарно мнозинство го донесе тој закон и се повикува дека се е во склад со стандардите на ГРЕКО. Ќе ве молам убаво да го погледнете, таму стои дека
министерот за внатрешни работи може да унапредува лица по 3 скалила одеднаш. Јас не знам во која друга институција, па посебно па во Министерството за внатрешни работи, некој може по 3 скалила туку така да си напредува без критериуми. Зошто некој би можел по 3 скалила, некој по 2, некој по 1 скалило да напредува? Очигледно е дека тука дефинитивно станува збор за партизација и корупција, затоа што доколку во една строго хиерархиски поставена институција, како што е Министерството за внатрешни работи, ова не се случува, можам да замислам што се случува во овие други институции, каде што, кои што не се толку изложени на увид на јавноста, да речеме. Ова зошто го кажувам? Затоа што ако ова се дозволи вака да продолжи, а нема реакција, еве и од ваша страна, без разлика, еве ние како опозиција цело време апелираме дека тоа не е во ред, ќе се доведеме во ситуација утре, не само што нема да можеме да ги најдеме овие лажни дојавувачи на бомби, туку утре на вистина кои ќе ни стават бомби, не дај Боже, да нема да можеме ништо да откриеме. Затоа што не можете вие да си дозволите ситуација каде што поединец кој што е само миленик на одредена структура, партија и така натаму, да биде унапреден и да биде поставен за началник после толку време. После малку време. Ви имате ситуација каде што, еве не сакам, реков, нема да одам со конкретни примери во обраќањето, меѓутоа имате ситуација каде што колеги, односно наши колеги, колешки, имаат сопрузи кои што биваат унапредени началници само затоа што припаѓаат на одредена политичка партија. И сега зборуваме, ние сакаме да се бориме против корупцијата. Не сакаме да се бориме против корупцијата. Владата и ова парламентарно мнозинство не сака да се бори против корупцијата. Не им е во интерес да се бори. Затоа што ако сакаа да се бореа против корупцијата, тие имаа време од 2017 година, кога дојдоа на власт, насилно, можеа до сега да се борат и да го подобрат статусот на државата. Затоа што ние не сме подобрени во статусот на перцепција на корупција од времето на ВМРО ДПМН, каде што сме биле пониско рангирани во тој период. А сега сме на повисоките места. Повисоките се полоши, нели? За јавност ова го кажувам. Понатаму вика, во Министерството за внатрешни работи сте дале мерка 2, да се обезбеди транспарентност на актите за организација и систематизација на работните места и нивно објавување на интернет страната на МВР. Рокот за реализација не е доспеан, меѓутоа МВР ви рекло дека декласификацијата на актите за организација и систематизација не е можна, од причина што нивна декласификација може да имплицира негативен ефект врз функционирањето на МВР. Систематизација, класифицирана, што е разгледувана на влада, нели по закон, владата му ја одобрува на некој начин, не, ја подпишува министерот, меѓутоа мора да добие согласност од владата. Значи, скоро сите ја гледаат таму. Систематизација, класифицирана. Класифицирано во една институција може да биде, посебно во овие структури, може да биде степенот на подготвеност, значи колку ги владеат состојбите, колку може да реагираат на одредени работи. И втората работа е дали сакаат, односно кој е моралот, која е волјата за тоа да го направат. Толку, тие се две работи. Нема трета работа. Ова е по мене некоректно од страна на Министерството за внатрешни работи и мислам дека треба да инициирате уште еднаш да се ова ваша мерка да се реализира до крај. А ќе се обидеме и ние како парламентарна опозиција да тоа да го притиснеме на некој начин да ова мерка се реализира. Зошто викам дека владата нема волја да се бори со корупцијата? Па еве како ви го истретирале вашиот извештај, и со тоа ќе завршам. Мислењето за вашиот извештај, како вика, што известува Државната комисија, собирањето на податоците и информациите првенствено се извршувало преку таа и таа апликација, посебно развиена за поефикасно следење. Извештаите добиени преку веб апликацијата дополнително биле разгледани на тркалезни маси на кои се дискутирало за спроведување причините поради кои одредени активности се уште не се спроведени. Владата си констатира тоа вие што сте правеле. Сте разговарале на тркалезни маси. А не го читаат извештајот каде што сте напишале дека во таа тркалезна маса Министерството за здравство не ви делегира представник. Тоа не еднаш, него неколку пати.
Нема реакција од страна на владата по врска со тоа. Понатаму вика, потребно е, вие сте укажале дека е потребно сериозно да се земат предвид забелешките дадени од страна на носителите на активностите, забелешките да не бидат само декларативно наведени во наративниот дел од извештајот, особено онаму каде што се предлага промена на постоечка законска регулатива. И толку. Тоа го констатира владата. Нема од владата дополнително кои се тие законски регулативи, кои закони, кои членови треба да се поднесат и така натаму. Само ве констатираат. Ова е доказ уште еднаш, како што реков, дека владата не сака да се бори со корупцијата. Владата, доколку сакаше да се бори, реков, имаше можност од 2017 година. Меѓутоа, очигледно дека тоа веќе меѓународниот фактор го гледа и токму затоа ни доаѓаат овие странски тимови, реков минатиот пат, да не дисциплинираат, што е срамно, погубно за една држава, демократија, како што сакаме да се наречеме. И јас се надевам дека во наредниот период оваа ситуација многу брзо ќе се промени, ќе дојде до промена и на структурата на пратениците и во односот на силите во парламентот, каде што ќе дојдат лица кои што навистина ќе сакаат да ви дадат подршка во тоа што го работите, а не да наидувате на обструкции, затоа што гледам еден дел сте навеле таму и за подршка во делот на буџетот. Толку би имал. Благодарам. Благодарам, колега.